Во ова издание. Ако секоја членка се однесуваше како Бугарија, Европската Унија немаше да постои. Американски експерти за балканските проблеми. Злоупотреби на деца. Компјутерски алгоритам им помага на социјалните работници. Семено насилство. Потресно сведоштво за трајните лузни. Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Македонските власти се уште се надеваат на деблокирање на процесот на пристапување кон Европската Унија веќе во јуни. Но колку е ова реално и остварливо? На оваа тема Јана Бојаджиевски разговараше со Јануш Бугајски од фондацијата Jamestown, кој е експерт за Балканот. North Macedonia received support in its bid to begin European Union membership talks with Austria. Северна Македонија веќе доби поддршка за почетокот на преговори со ЕУ од Австрија, Чешка, Словенија, еден ден откако Бугарија најави дека планира и натаму да стави вето. Може ли да се очекува поддршка и од други членки на Унијата? Well, I would hope so. I mean, this is what Bulgaria is doing is very destructive of the EU project. Се надевам, тоа што Бугарија го прави е деструктивно за европскиот проект, но и е само деструктивен однос на Софија кон регионот. Тоа им оди во прилог на руските интереси, ја подкопува безбедноста, дури го подкопува и НАТО. Креира дополнителни историски проблеми меѓу Македонија и Бугарија. Политиката треба да се тргне настрана од историјата. What are crucial factors for breakthrough on North Macedonia's EU bid on June? Кои се клучни фактори за пробив до 22 јуни до одлуката на Советот на ЕУ? Шефот на македонската дипломатија наговести дека на потеке Софија и тоа пред изборите во оваа земја. I don't see this caretaker government in Bulgaria making such a major decision. Не гледам дека предната влада во Бугарија ќе преземе големи одлуки, особено што за прашањето со Македонија има голема поддршка и меѓу тамошната јавност, медиумите. Никој не би сакал да попушти за отворените прашања со Македонија. За жал, проблемот го креираше бугарската влада и сега тој се провлекува, веројатно до новите избори. Once again, the EU has failed to deliver on enlargement for Macedonia as things stands right now. Уште еднаш Европската Унија не успева да обезбеди проширување, барем за сега кога станува збор за Македонија. Брисел е зачуден од растечкиот евроскептицизам. Well, it began actually a few years earlier, if you remember, with Greece blocking Macedonia because of other questions. Тоа почна пред неколку години кога Грција ја блокираше Македонија. ЕУ не се обиде со поголем ангажман да бидат надминати несогласувањата. Слично се случува и денес. Тогашниот проблем со името беше решен само благодарение на визијата од тогашните премиери на Македонија и Грција. Бугарија игра на картата на национализам, но тоа и оди во прилог на Русија како дестабилизирање на Балканот, подолби во самата Унија, ослабување на НАТО. What should be the role of... Каква улога треба да преземат САД за откочување на процесот на проширување за Балканот во Европската Унија? Possible. And remember, the Biden administration, unlike the Trump administration, is not anti-EU. Администрацијата на Бајден, за разлика од претходната на Трамп, не е анти-ЕУ. Ја разбираат позитивната улога што ЕУ ја има врз Балканот. САД треба да бидат повеќе ангажирани со Софија отколку со Скопје, да се убедат дека е можно надминување на разликите, дури и кога двете земји се членки на Унијата. If every country in the European Union behaved this way, we would have no European Union. Ако секоја членка на ЕУ се однесува на овој начин, тогаш ЕУ нема да постои. Размислете за сите спорови кои ги имаат меѓу себе германците и пољаците, германците и французите. Thank you very much for your time. Thank you, Jana. All the best. Нова алгоритамска алатка им помага на социјалните работници полесно да откријат злоупотреби на деца. Дејана Мичел има повеќе. За службените лица кои одговараат на повици на телефонска линија во наводите за злоупотреба на дете, може да значи разлика меѓу живот и смрт. При мајки околу 16.000 телефонски повици годишно, Канцеларијата за деца, млади и семејства во Пенсилванија во област Алегени има монументална задача. Во минатото, оние што работеа на случај се потпираа само на нивната обука и инстинктот во приоритетот на истрагите. Сега со помош на алгоритам има голема разлика. Никогаш повеќе нема да се вратиме таму каде што бевме, кога се потпиравме на нашиот инстинкт и клиничка проценка.
Алгоритмите веќе се користат за да се утврдат рекламите преку интернет што ги гледаат луѓето, да ја оценат кредитната способност и да ги прикажат апликантите за некои работни места. Компјутерските програми може да се соберат и анализираат податоци побрзо од луѓето и не се склони кон човечки пристрасности, иако некои гледаат потенцијал за алгоритамска пристрасност. Во 2016 година округот Алегени стана првата юрисдикција во САД што користеше алгоритам за предвидлива анализа за да понуди еден вид второ мислење на социјалните работници. Повеќе од 7 милиони деца се пријавуваат секоја година за злоупотреба или занемарување. Овој метод му помага на персоналот и вработените да користат податоци и да донесат подобри одлуки. Резултатот се движи од 1 кој е низок ризик до 20 висок ризик. Ноел вели дека понекогаш алатката ги изненадува. Sometimes it confirms Го потврдува какво е нашето мислење или каква е проценката. И тога се прашуваме што е тоа што не можеме да го видиме. Тимот вели дека отсекогаш биле свесни за можноста за вродена пристрасност, истакнувајќи дека базите на податоци за спроведување на законот и социјалните услуги честопати се исполнуваат непропорционално со луѓе од друга раса или сиромашните. Но студија објавена во 2019 година од Универзитетот Стенфорд покажа дека алгоритмот резултира со помала расна пристрасност за можните случаи на злоупотреба на деца во споредба со анализата базирана само на луѓето. Во продолжение, конкретен пример на семејно насилство со трагичен крај за родителите и трајни последици за децата. Бурим го Джули ја има приказната. Валентина Джелај била родена во предградијата на Детройт како ќерка на емигранти албанци кои дошле од Црна Гора. Се сеќава како незините родители работеле напорно за да им овозможат подобар живот и образование на 4 деца. Но незиното детство било далеку од нормално. Татко ми цел живот физички и емоционално ја злоупотребуваше мајка ми, а тоа беше нешто што не го разбирав. Некогаш мајка ми завршуваше во болница. Татко ми заврши во затвор. Знаете, домашното насилство не дискриминира, се случува во сите култури, без оглед каде сте. Джелај се посветила на училиштето како начин за справување. Тогаш во 2008 година, кога мајка ѝ се обидувала да стави крај на бракот во кој страдала со години, татко ја застрелал, а потоа и себе си. Верувам дека причина за тоа е што мајка ми беше разделена од татко ми околу 6 месеци пред тоа конечно да се случи. За тоа време татко ми стана многу депресивен и гневен, загуби голем дел од моќта и контролата. Джелај вели дека незината мајка, 38 годишната Марија Джелај, се обидела да добие забрана за приближување, но судијата го одбил незиното барање при сослушување во кое не станало збор за тврдењата за насилство. Убиството и самоубиството се случиле 9 дена подоцна. Судиите ја изневерија мајка ми. Луѓето кои не веруваат ја изневерија мајка ми и продолжуваат да ги изневеруваат жените на секаде. Тогаш имала 18 години и била на колеж. Почнала да живее сама, додека незините баба и дедо се грижеле за помалите браќа и сестри. Пораснав посилна и помотивирана, за да му помогнам на светот да свати дека никој не заслужува да биде жртва на домашно насилство, не заслужува да биде убиен. Денес, таа е програмски директор во здравствената организација која работи против домашно насилство кај албанската заедница во Мичиген. Низиниот сопруг, Марко Руџери, исто така помага. Ние имаме прекрасен и здрав однос. Бракот не е страшен кога знаете дека сте третирани како партнер, кога се чувствувате сакани и поддржани. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете на повтор на јутре во истото време и на истото место. Поздрав од Вашингтон.